Добро утро на сите гледачи на Мега телевизија. Екипата на Мега ова утро се наоѓа во црквата Света Петка во населбата Точила во Прилеп. Инаку како што знаеме, денеска е Водокрст, ден пред големиот христијански празник Богојавление или Водици, кога Господ Исус Христос бил крстен во реката Јордан од страна на Свети Јован Крстител. Инаку до сите оние православни верници кои што ја следат својата вера и традиција знаат дека денеска е строг пост и според одредбите и правилата на православната црква се пости на вода, односно не се конзумира зејтин. Како што претходно напоменавме, се наоѓаме од црквата Света Петка во населбата Точила, чие што значење е многу големо за градот Прилеп заради тоа што таа е првата црква која што се изгради во овој град после цели 100 години. Друго нешто кое што исто така е значајно за оваа црква и нашиот разговор ќе биде поврзан со тоа, е тоа што пред неколку недели тука започна да функционира и првиот црковен професионален хор во Прилеп после пауза од неколку децении. Наш соговорник ова утро ќе биде господинот магистар Гоце Секуловски, раководител на тој црковен хор и кој што долги години се занимава со црковно пеење и црковна музика. Добро утро. Добро утро и поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. За почеток да започнеме што е црковното пеење, кој е неговото значење и зошто е црквата благословила да тие молитви кои што се упатуваат кон Бога се упатуваат со пеење, а не со обично читање или зборување. Уште од самата историја на човештвото, ние знаеме дека музиката е едно нераскинливо ткиво од човековото битисување, низ сите векови на историјата и тоа кај секој народ. Затоа што музиката ги има тие својства да може човекот да ги изрази најтаинствените пориви на сопствената душа, а она што не може да го искаже со зборови, тоа го прави преку изразувањето со еден тој апстрактен јазик, меѓутоа на сите близок, а тоа е музиката. Препознавајќи го тоа, уште во Стариот Завет ние среќаваме како пееле хорови, но за нас најзначајно како христијани е што пеењето како начин на богослужење е воведено уште во раната црква, односно од самиот Господ Исус Христос. Ние читаме во Евангелијата, каде што тој на тајната вечера пеел заедно со своите апостоли. И така го боговостановил црковното пеење да биде начин на богослужење, на благодарење и на обожување на Бога. Каква е состојбата со црковното пеење во Македонија? Како вид на пеење се употребува во црквите? Па како што напоменав, од тој период, кога веќе апостолите ја востановуваат и го прошируваат христијанството скоро во целата вселена, што се тоа под вселена подразбираме сите населени места во тогашниот свет, црковното пеење има свој собствен развој кој датира уште од рано апостолско време па до денес. Ние во нашата црковна историја препознаваме многу такви химнографии, меѓу кои и многумина што потекнуваат од нашата земја. Например, тоа би можеле да го спомниме и царот Јустинијан, кој е вброен во светителите на православната црква и кој е автор на една многу позната црковна химна која ја пееме на секоја литургија, а тоа е Единородни сине. Тој истовремено е автор на текстот, а за мелодијата се знае дека таа е една од најдревните напеви во православната црква. Подоцна ние ги среќаваме како химнографии, односно композитори на тоа црковно пеење, ги среќаваме и Свети Климент, нашиот патрон и равноапостол. Ги среќаваме и охридските архиепископи после Свети Климент, блажени Теофилакт Охридски и Хуматијан, кој бил архиепископ во 13 век. Сега, од тој период, па до ден денес, ние можеме да го спомниме тука и еден од најзначајните светители кои делувале и химнограф во црковната музика, а тоа е светиот Јован Кукузел. И сите се овие светители што ги спомнав се од Македонија, што значи нашата земја и нашиот народ од секогаш биле вградени
во духот на ранохристијанската, но и после, значи целата христијанска историја на оваа земја, на ова тло, на овие наши македонски простори. Така што кога дошол периодот на преродбата, кога веќе нашиот народ во почетокот на 19 век ја започнува својата борба за духовно и национално ослободување, токму во Прилеп ќе се најдат двајцата најзначајни во поновата музичка историја на македонскиот народ, а тоа се нашите сограѓани Атанас Бадев и Георги Смичков. Ние знаеме од историските податоци дека тие некаде во втората половина на 19 век го формирале хорот, градскиот и црковен хор, со кој изведувале многу тешки композиции како што се бортњанските концерти, што представува за тоа време еден вид на револуционерен пристап во возобновувањето на црковната музика заедно со борбата за духовно и национално ослободување. Вие ја продолжувате денес таа нивна традиција? Денес, после долги години во 20 век, кога српската црква го воведува сопственото српско пеење на територијата на денешната Република Македонија, ние за еден краток период го изгубивме тој континуитет, што го имале како земја и како народ долго време. Но со возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на нашата најсвета македонска православна црква, ние веќе почнуваме да го водиме тој процес паралелно со обновување на нашето источно црковно пеење. Во тој контекст, тие традиции кои ги возобновиле нашите преродбеници од 19 век, ги возобновуваме денес преку формирањето на еден ваков хор кој што претходно го спомнавме, а тоа е хорот при овој храм на Света Петка. Како наследници на таа традиција, сме должни да постојано се трудиме не само да ја обновиме, но и да отвориме пат или да создадеме тло за создавање на нова литургиска музика во Македонија. И тоа е многу значајно затоа што творештвото на овој план не треба да престане. Ние во Македонија и денес имаме многумина кои делуваат скоро во секој град од Македонија во областа на тоа источно црковно пеење, но и во областа на раководењето, формирањето на хорски ансамбли, но сепак сите заедно сме должни тие традиции не само да ги сочуваме и да ги обновуваме, но и да створиме тло за создавање на современа, односно во духот на источната и на македонската црковна традиција музика. Неодамно имавте концерт, а исто така за Божик, за празникот ја имавте и својата прва литургија. Кога редовно хорот ќе може да се чуе тука за време на богослужбите во недела и за празниците? Точно така. Ние пред неколку недели го имавме својот прв предпромотивен настап, со кој сакавме на еден типично наш прилепски начин да преку концерт ги поканиме нашите сограѓани да присуствуваат на божичната литургија, кои тие со радост ја прифатија нашата покана и затоа оваа црква за време на празникот на Рождеството Христово беше полна и нашите сограѓани заедно со хорот ја споделија радоста од раѓањето на Господ Исус Христос. Сега, понатаму ние планираме додека ја спремиме целата литургија, има се уште простор да се работи тука, така што за отприлика во месец февруари ние би требало да почнеме поредовно да учествуваме на светите литургии кои се служат тука, а веќе од втората половина на месец февруари се надеваме дека ќе можеме секоја недела заедно со нашите сограѓани да
му пееме на Бога и да одржуваме редовно, значи, хорски литургијата да се одржува во придружба на хор. Јаве за крај дали имате ни планови за издавање на некакво CD со црковна музика на хорот Света Петка? Може би не спомнавме, но еве сега е приликата. Нашиот хор се состои од повеќето се професионални музичари, што значи мои колеги кои се завршени со музичка академија, некои се веќе и постдипломци. И така што тој професионализам самиот од себе бара од нас да ние и понатаму ја развиваме нашата не само литургиско музичка дејност, но и да делуваме во областа на културниот живот на нашиот град. А тоа подразбира и снимање на музички дискови и оној што оваа година се надеваме дека ќе го изработиме, а тоа е едно аудио CD кое или на кое ќе бидат представени 10 композиции од наши македонски композитори. Ви благодарам на разговорот. Тоа беше разговорот со маестро Гоце Секуловски, раководител на новоформираниот црковен хор во Прилеп Света Петка.